Добро дојдовте во новата епизода на Step Forward со М6 подкаст, каде што зборуваме за луѓе, за знаење, за вештини што ја обликуваат иднината на работата и на лидерството. Денес со нас е Александар Манев, генерален директор на Кроација осигурување, лидер со богато искуство во финансискиот сектор, во осигурителниот сектор во моментов, со кој што ќе поразговараме во врска со тоа кои се неговите чекори во лидерството. Низ својата кариера Александар работел во банкарството, инвестициските фондови и менеджмент, а денес активно ја води трансформацијата на една огромна компанија, интернационална, која што е застапена и во Македонија. Со Александар ќе разговараме и за тоа зошто едукацијата не е трошок, туку инвестиција, како вработените без разлика на искуството можат да станат подобри и да одат чекор понапред. Александар, добар ден од мене и би сакал јас некако се обидов да ве представам, меѓутоа што е она што вие можете да го кажете за себе како менаџер на моменталната ситуација и како човек пред се, како личност кој што ја гради кариерата во компанијава. Здраво и од мене. Секогаш нели многу интересно кога човек треба да зборува сам за себе, нели најдобро од аспект на менаџерство да ги прашате моите вработени, нели. Меѓутоа да, имам, како што наведовте, кариера која што ја почнав пред повеќе од 20 години, пред се во тоа време во Тутунска банка, значи како млад банкар, па потоа полесно после 5 години пројдов во една друга сфера, исто поврзана со финансиите, прво брокерска куќа, па практично пионер на првите инвестициски фондови во Република Македонија и нели секогаш отлегала онаа желба или онај предизвик кај мене да менувам индустрии, односно некои работи кои што во голем дел и се слични, поврзани со финансиите, така да денеска имаме генерален директор на Кроација осигурување, друштво за неживотно осигурање, морам да го кажам, бидејќи нели во Македонија практично сме две компании, едната се занимава со животно осигурување, јас сум генерален директор на другата која што опфаќа практично осигурање све освен на живот, меѓутоа и покрај нели делот на искуството кое што го имам во финансиите, нормално треба да поменам дека сум дел и од една медиумска група, односно имам искуство и во медиумската сфера. Одлично. Тргнувајќи од она каде сте сега како позиција, не е тешко да се претпостави дека и како имате работено на својата кариера и на она да научите што е можно повеќе за да можете да се изградите. Можете ли да направите пресек на тоа кое знаење ви беше најзначено во развојот на кариерата? Видете вака, денеска нели сите ние располагаме со определено знаење, младите луѓе се спремни, значи доаѓаат нели со големи познавања, интернетот денеска е достапен, не беше баш така кога јас нели бев доста помлад и кога ги правев првите чекори во мојата кариера, меѓутоа она што мислам, нели кога правиме саморефлексија или кога размислуваме нели за нашиот животен пат, за нашиот работно искуство, за нашите цели и амбиции, мислам дека присуден момент беше она меѓународно искуство делот на школување, значи тоа беше Bled School of Management, далечната мислам дека 2002 година, која што некако ми отвори некои други перспективи, кои што во тоа време, нели, со на образование кое што дотогаш го имав, економскиот факултет во Скопје, прилично беа повеќе теоретски и практично бев вклучен во една мулти средина каде што запознав нели луѓе кои што беа дојдени од други земји, кои што беа малце на повисоко ниво и тоа, значи, ме наведе малце повеќе да размислам што е како да бидам подобар, како да бидам поквалитетен и она што мислам дека поамбициозен нормално, меѓутоа мислам дека тогаш првпат почувствував дека веќе не сум во зона на комфор и тој предизвик кој што тогаш лично го почувствувам ме води и денеска. Мислам дека за младите луѓе за да бидат добри лидери, нели, тоа е предмет на денешниот подкаст, треба да бидат љубопитни и да не бидат у зона на комфорт. Тоа е оно што е клучно
ако е малце нескромно, меѓутоа за мојот успех мислам дека јас сум човек што никогаш не дозволува да остане во зона на комфор. Постојано, секојдневно, тоа го знаат нели и блиските мои соработници, па и доста од колегите нели во компанија во која што работам. Јас не сум човек кој што едноставно препушта да биде во зона на комфорт. Нормално тоа не значи дека сум напет цело време, 100% од времето, секогаш нели треба да има и определен баланс, меѓутоа за себе мислам дека сум човек кој што е далеко од зона на комфорт и кој што е доста самодисциплиниран. Одлично. Една од методологиите со која што јас работам, таму баш во еден момент се вели кога ќе осетите мирно море, разбранувајте го. Не треба да има комфорт, апропо она што го кажуваат. Спомнавте лидер и лидерство, како генерален менаџер, или не е само титулата, него си повлекува многу работи кои што треба да ги понесете со себе и да ги внесете во компанијата. Едно од моите омилени поговорки, бидејќи можеме да најдеме дефиниции поговорки за лидерство, еден тон. Едно од моите поговорки која што е омилена е дека не си лидер се додека не направиш лидер од оние кои што ги водиш. Така. Кој е вашиот пристап за градење на лидери во вашето обкружување? Па една од нели секојдневните обврски на луѓето кои што се сметаат за лидери, иако тоа не го пише во менаџерските договори, нели, но и скоп на работни задачи, тоа да креирате луѓе, да креирате една лидерска структура под вас во самата организација, која што нема да се цени по тоа колку обврски лично завршува во текот на денот, туку ќе се цени од аспект на тоа дали создава луѓе, квалитетни луѓе под себе, кои што имаат автономија во одлуките, значи тотална независност и кои што градат систем. Значи лидерството кажува практично дека вие треба да создадете еден круг на луѓе кои што нели лидерот како функција или како позиција не постои во организационата шема на ниедна компанија, нели. Меѓутоа лидерите се оние луѓе кои што знаат дека апсолутно оние особини кои што ги карактеризираат се дека не се плашат од своите вработени, дури и од оние најдобрите со најголеми компетенции, туку ги оставаат да автономно носат одлуки, да превземаат ризик, поставуваат принципи на работење, дисциплина и ги водат кон успехот. Значи, правиот лидер го карактеризира особина дека освен или што е само дисциплиниран, има стратегија, има визија, создава круг на луѓе кои што ја пренесуваат таа лидерска енергија, прават еден систем каде што организацијата дури без нив може да функционира. Абсолютно. И на крајот на денот, она што сегогаш сакам да го кажам, нели секојдневно ние како директори или како лидери, енергијата е она која што прави јасна дистинкција помеѓу обичните луѓе и лидерите. Лидерот едноставно мора да има енергија. Се служувам скроз дека мора да има енергија, апсолутно и мора да се издвои, а најмногу се служувам со делот на тоа дека мора да ги води своите позади и да им дава значење, тоа е знаење со кој што ќе ги подкрепува, токму како што рековте дека додека не е тој овде, да може работата да тече гладко. Да функционира апсолутно. Ете така. Се судираме со ситуација во нашиот формален систем, не е случај само кај нас, во формалниот образовен систем, не е случај само кај нас, тоа е случај веројатно и во многу други држави, дека недоволно ги профилираат студентите по завршувањето, дека можат веднаш да влезат во работен однос и да бидат употребливи, ако може така да се изразам. Затоа им практикуваме да им дадеме одредено знаење. Одлично искуство, што е она што им недостига на младите кои ќе се појават на работната позиција? Така. Ќе кажам еден пример. Знам дека пред повеќе од 20 години, кога јас барав работам, исклучително важно беше резимето, CV-то на секој, каде завршил факултет, на која институција, каков бил просекот. Ќе ви кажам од денешен аспект дека работите се многу сменети. Јас лично ќе ви кажам и како сум заинтересиран или кој ни влага во нашата организација. Ние сме организација која секогаш се стреми да ги има најдобрите вработени, затоа имаме такви импресивни резултати. Јас едноставно многу ретко ми е битно каде кој завршил, каква е неговата формално образование, на која институција. Она што го
цениме повеќе се значи оние soft skills, значи начинот на кој што се презентираат младите луѓе, дали има жар, дали има енергија, бидејќи компетенциите се учат. Јас верувам дека секој човек може да стане компетентен. Посебно тоа што ние не сме нели индустрија која прави она rocket science нели или па операции на отворено срце. Нашиот предметот на нели нашата индустрија осигурувањето е довербата, значи ни требаат луѓе кои што имаат техничко знаење, се компетентни во она што го работат, меѓутоа важни се оние други особини, меките вештини, soft skills и жарот и енергијата. Тоа е она без кое што мислам не се може. Додека формалното образование, да, тоа е клучно од еден аспект, да секој треба тоа покажа колку е еден човек амбициозен или не. Меѓутоа, нели, следејќи го примерот на многу голем број компании, не знам, Тесла, Амазон, да не ги набројам, они сигурен сум, имам прочитано дека веќе не се ни занимаваат, ни гледаат дали имаат луѓето формални дипломи или ако ја земат IT индустријата, гледаат колку се компетентни, дали имаат, не знам, курси за програмирање, па така верувам дека голем дел од извршните директори, па и во HR одделите, освен ако е нешто специфично, нели некоја позиција која што нели навистина бара некоја исклучително познавање од определена област, жарот кај младите луѓе, енергијата, љубопитноста, тоа верувам дека може да се препозна. Јасно. Моето гледање за важноста на меките вештини, кои веќе ги спомнавме како вештини во бизнис обкружувањето, е дека сечив старт треба да биде со одлични изворедни вештини за комуникација, посебно за ефективна комуникација. Јас лично, еве како обучувач, како тренер долги години, сметам дека основата треба да биде ефективна комуникација, потука да се учат и оние техники за продажби, техники за преговарање, дури и техники за менаџирање. Што се вашите препораки во однос на бизнис едукација за младите? Кои вештини се први на тапет кои сакате да ги изградат или да ги надоградите кај младите, лично во вашата компанија, во Кроација? Она што е битно, бидејќи нели како дајат нови генерации, она што мислам дека за сите вака како заеднички именител е тоа што младите сакаат многу брзо да ги постигнат своите цели и тоа е добро, нели, тоа покажува амбиција. Не викам дека јас сум бил различен, прв ден сакав да ставам директор, па сум имал среќа, нели. Ја не знам дали друго знам дали е среќа или е работа. Па добро, поврзано е, меѓутоа да е работа која што нели многу треба да се помине доста време, нели, доста непроспиени ноќи, не е лесно, ја викам директор да се биде, нели, анксиозност, непроспиени ноќи, тешки одлуки кои што некогаш нели навидум се лесни, меѓутоа од професионален аспект лесно се носат, меѓутоа човечки аспект и како имаат импакт. Мислам дека нема секој нели стомак, фигуративно кажано, да носи некои одлуки, нели нашата работа подразбира и давање откази, санкции за секој, фала Богу, нели за среќа тоа се ретки исклучителни ситуации, меѓутоа постојат. Така да, или па не знам, креирање стратегии, бизнис планови, притисок, рокови, во карактеристично за индустријата е нели големи штети, пожари, така да и нормална работата со луѓето е секогаш нели најтешка. Затоа и нели во скоро време јас понекогаш се шалам нели off the record, викам сакам во следниот живот да бидам директор на Dark Factory, она нели целосно автоматизирано, да палам светло, нели. Тешко е работа со луѓе. Што се однесува нели на вашето прашање, меки вештини. Младите треба, значи, пред се за да бидат успешни треба инвестираат во сега. Читаме нели со подемот на вештачка интелигенција 70% од компетенциите ќе бидат застарени во следните 5 години. Значи ние мора континуирано да значи да им наметнеме на младите луѓе, на младите вработени да вложуваат во себе. Било каква обука е подобра од никаква обука. Значи, она што е така наречена мека вештина, значи пред се да го сослушаш соговорникот, да не реагираш веднаш, да не носиш одлуки нели во бес, да размислуваш, да бидеш проактивен слушач, да носиш одлуки, да презимаш одговорност и да бидеш дисциплиниран, се учи и низ обуки, меѓутоа и како квалитети се стекнуваат и од непосредните раководители. Значи, тука е многу исто важно и тоа е еден сегмент кој што нели можеби најдобрите обуки
некогаш не се доволни ако немаш среќа ти се падне некој кој што буквално во организацијата е лидер и кој што знае тоа да го насочи, да го канализира и едноставно да учиш од најдобрите. За среќа, нели, изминатите години доста и кај нас, нели, крај вие сте, нели, одличен обучувач. Имше се формираат доста центри за едукација кои што нудат, нели, неформално образование, разноразни обуки и тренинзи, тоа верувам дека помага. И мојата порака до младите луѓе, и бидејќи, нели, да се вратам на претходното прашање, ги гледаме, нели, мислам денеска формално образование, денеска и ретко кој веќе да нема, нели, формално образование. Тренинзите и обуките се бројот на различните тренинзи и обуки и она што го покажува и амбицијата на еден човек, пред се на млад човек, колку е заинтересиран, колку има визија у тоа што сака да го направи, дали има стратегија што ќе биде од него, и тоа покажува, значи, едно клучна дистинкција помеѓу оние што се помалку амбициозни и оние кои што навистина сакаат да станат лидери. Бидејќи лидерот, нели, е титула која што се добива врз база на она што ќе го патот кој што ќе го извадиш. Можеш да поминеш и милиарда обуки, никогаш не станеш лидер, меѓутоа ако имаш визија, ако имаш и среќа да ти се погодат, нели, компанијата во која што ќе добиеш можност, мислам дека загарантирано можеш да и да напредаш и да станеш лидер. Апсолутно. Добро. Велим, вака, ги спомнавме и IT технологијата, спомнавме IT индустријата, спомнавме како кај вас ги третирате и која е насоката на младите. Имате богатно работно искуство како човек, не случајно сте таму каде што сте, и исто така и докажан кредибилитет, пак ќе кажам, не случајно сте таму каде што сте. Колку вие лично сметате дека компаниите во Македонија можат да влијаат на развојот на вработените и колку сметате дека тоа треба да биде, би рекол, одговорност на компанијата и колку треба да биде одговорност на местообврска? Видете, не верувам веќе дека тоа е обврска, мислам дека постои огромна свест кај компаниите, пред се, нели, кај компаниите и кај работодавците, дури и кај приватните компании. Значи не зборам само за акционерските друштва, бидејќи постои еден сегмент, нели, од не знам, има повеќе 10 години се отвори и доста странски зони, значи зони каде што, нели, има странски компании, фабрики кои што континуирано пред се во доменот на автомобилската индустрија, кои што, нели, имаат разноразни тренинзи кои што се развива компетенциите. Тој тренд го следа и другите индустрии, не зборам тука за IT, меѓутоа мислам дека сите индустрии не се во веќе во некоја, како се вика, лабава ситуација, каде што, нели, не е ситуацијата како на времето, каде што буквално се фаќа врски за да се дојде работно место. Денеска ние сме дојдени во ситуација, компаниите, да молиме да најдеме вработени, а преценили квалитетни вработени, и едноставно ако сакаме ги задржиме вработените, нема подобра и поквалитетна инвестиција од колку од инвестицијата во нивните тренинзи. Нели, у нас постои старо правило кое што е апсолутно 100% точно, дека најдобри потрушени пари се оние пари кои што се потрошени во едукација и тренинг на вработените. И мислам дека не треба никој кој што е на позиција да се плаши да потроши пари за тренинзи за вработените, бидејќи тие пари се враќаат. Постои дури истражување, мислам го имам прочитано на LinkedIn, дека оние компании кои што континуирано инвестираат во тренинзи и во обуки за вработени создаваат 25% повеќе профит од главните конкуренти. Така. Ова е половично и одговор можеби на она кое што сакав следно, ве прашам што сакав да насочам. Кроација е позната како компанија и е одлично етаблирана и кај оние луѓе кои што бараат работи се на пазарот на труд, дека сакаат да се вработат, меѓутоа исто така одлични се резултатите веројатно и од истражувањата на тоа колку се луѓето внатре во компанијата задоволни. Рековте дека има континуитет на едукација. Чисто ме интересира вие како лидер кога пристапивте на компанијата, на позицијата на која што сте, што се вашите промени, што е она што вие го променивте од аспект на тоа како се менуваат работите во едукацијата, додадовте, одземавте, идентификувавте нешто кое што може би било
погрешно или застарено? Што направивте? Што иновиравте? Кој е вашиот Да, пристап? ова е добро прашање. Мојот пристап, како што нели кажав и на почетокот, јас сум човек кој што сака работите да се движат. Не верувам нели мирна вода стана мочуриште и кој што сум љубопитен и тоа го барам и да видат нели и оние потенцијални ново вработени луѓе да имаат енергија. Она што ние го правиме континуирано, буквално и за кои што се има нели плани кои што се буџетира секоја година континуирани обуки. Еден клучен пример кој што ви нели денеска сум и гостин тука во М6 е тоа што првата година кога мислам 2020 година веднаш склучивме договор со М6 едукативниот центар и од тоа што само прогресираше, значи неодамна имавме, ќе кажам, обука за вештачка интелигенција со СЕМОС. Сада не набројувам, имаме и со Алтерна и со многубројни компании кои што нудат обуки, значи и драго ни е што не препознаваат не само вработените, туку и самите компании кои што нудат вакви услуги дека сме работодавач, односно компанија која што се грижи за своите вработени не декларативно, која што е проактивна и која што навистина сака да има вработени кои што се обучуваат од различни аспекти, било да е тоа за лидерство, било да е за вештачка интелигенција, било да е за некои професионални компетенции директно врзани со осигурувањето, не знам, решавање на штети или underwriting, прием во осигурување, или па тоа се некои селс вештини, меѓутоа ние континуирано буквално сме заинтересирани, ги обучуваме нашите вработени и тоа тие го препознаваат. Не постои, значи, буквално вработен кој во текот на годината не поминува, освен ако не сака, меѓутоа тие знаете што следува. Добро. Не во неколку ситуации сум се сретнал со во разговор да ми кажат постојат лоши вработени и добри вработени. Не сметам дека постојат и лоши и добри вработени во даден момент, освен ако некогаш не ги измотивираме да бидат лоши. Меѓутоа, сите ние имаме мирни периоди па избранувани периоди, така да сите различно ги покажуваме во даден момент амбициите. Во даден момент кога некаде стагнира кај вработените, што е она што вие како компанија, еве нека биде тоа и лекција и препорака и за другите компании како позитивна ситуација која што ја правите, што е она што вие во даден момент правите за да ги мотивирате луѓето да побараат едукација, да станат поактивни, да станат проактивни, како им ја слушате проактивноста, како ги препознавате луѓето? Ова добро кажавте на почетокот и тоа е нели моја девиза, секогаш е тоа и кога разговарам со мојот менаџмент, прво сум човек кој што важи работи со голем број на директори, што тоа значи со широк менаџмент круг, значи јас верувам дека секогаш добриот лидер игра фудбал, не игра шах, нели? Лидерството подразбира и креирање на квалитетен тим од професионалци кои што ќе ја следат својата визија. И она што е клучно е, мислам дека не постојат лоши војници, постојат само лоши генерали. Во контекст на што го кажавте. Така да секогаш апсолутно мислам дека околу пристапот како да се размрдаат, нели, како нормално зона комфорт, ова го зборам нели за Кроација не постои, меѓутоа ако човек се сретне нели како лидер, како директор со определена ситуација, сегаш мислам дека е најдобро да се избере патот, да се носат одлуките можеби надвор од средината која што седите најмалку со 8 сати денот. Што правам конкретно јас? Јас секогаш знам да изменам средината, да поидеме можеби во некој ресторан, да направиме некој ретрит кај што ќе се отвора други, да смениме едноставно средината, да излеземе, не знам, надвор од градов, надвор од нашите канцеларија, надвор од нашата зграда, па можеби со поинаков пристап, меѓутоа секогаш онака отворено и буквално помалку формално во понека неформална средина каде што нели со нека не знам чаша добро вино или секогаш се наоѓа бидејќи луѓето поготово денес како што навистина сите сме нели под голем притисок, секојдневно милиарди информации, голем број на одлуки, голем број на ризици, сите сме под притисок, нели? Понекогаш е добро, нели, за малце човекот
и вработење да излезе од таа средина во која што е под континуиран притисок или стрес, може да се смени самата средина и да се излезе надвор од тие наши канцеларии, деловна зграда, и верувајте ми дека тоа до сега прилично се покажало дека има ефект. Одлично, иако канцелариите ви се прекрасни, Да. тоа можам да го потврдам. Меѓутоа, Најдобриот сето ова цитат. исто така можам да го потврдам, бидејќи кога беше пред 10 дена, кога последен пат се видовме на состанок кај вас, што туку се вративте од еден таков состанок со вашиот менеджмент, кој не беше во вашите простории, така да и се сложувам дека некогаш треба да излеземе од она затворениот систем на компанијата, баш напротив да отидеме некаде, убаво кажавте, некоја винарија, некој ресторанче, Да. што и да. Така да- вид на мини тим билдинг, значи убаво е да се смени секогаш нели средината. Има луѓе кои што нели повторно се доведаме до нас soft skills. Можеби самата функција, самата средина некогаш носи кај вработените да не бидат лагодни или комотни и едноставно да не доведуваат да бидат, не знам, искрени или да го кажат она што го мислат или да се плашат, не дај Боже, да направат грешка, нели тоа само по себе создава некоја зона на стагнација. И сега, бидејќи сме компанија и секоја добра компанија, нели, практично треба да се бори против, нели, стагнација, против некоја инертност, сега што добро да се смени средината. Ние како компанија важиме кај што точно уште на почетокот на годината, и ако ми верувате, значи ние уште месец јанари сме, ние имаме испланирано каде ќе ни биде новогодишната забава оваа година, во која винарија ќе идеме на крајот на овој месец, каде ќе се одржи ретритот, каде ќе се прави тимбилдингот, сето Така. тоа плани, тоа ние како една водилка и вработените и менеджментот го имаат во своите глави и знаат дека да, тешко е, има притисок, се работи, има резултати, меѓутоа имаат пат, имаат визија, знаат, имаат цели и тоа онака кога знаат што ги чека нели нешто убаво, секогаш правиме нели добри и забави и состаноци и ретрити и некако полесно се пребродува период кога е напорно. Одлично. Зборувавме за младите, зборувавме за вработените. Меѓутоа на крај го спомнавме и оној состанокот со менеджментот вашиот, со луѓето кои што директно на вас одговараат. Така. Како ги мотивирате раководителите, директорите, како и да се насловени по организацијската? Не, како ги мотивирате за едукација, сакав да прашам. А ова со високите плати да се пријавам да пуштам CV, Да. кога и да треба. Да, видете вака. Секогаш јас верувам дека, уствари, не верувам у теоретичари. Верувам дека секој човек треба да учи од некој човек кој што поминал низ пракса и дека на lead by example, значи треба да дадеш личен пример за да те следат другите. И верувам дека најтесниот круг на луѓе кои што работат нели директно со мене, го гледаат она што јас го правам, чисто пати нели имаме една затворена група во која што комуницираме, се праќаат некои слики од моментално што се тука, например, видов една книга во овие канцеларија која што не знам, не, прочитав и стварно е добра, па се пингаме, праќаме и сечоци од слики, од текстови, од книги, со присуство на обуки. Јас лично изминатите неколку години бев на неколку усовршување во странство. Така да, lead by example, даваш личен пример и едноставно луѓето, барем кругот на менаџери јас кои што се работам, се доволно свесни и професионалци, сваќаат дека без обуки едноставно времето ќе не прегаси. А и како ќе даеме пример на нашите вработени, ако ние само теоретизираме и филозофираме, не го правиме тоа. Мислам, која ќе биде кредибилитетот. Така да, навистина имам најдобар тим и одличен тим кој што ја пренесува визијата и стратегијата на компанијата, континуирано вложува во себе и кој што нормално има сватено дека едноставно без тренинзи и обуки едноставно нема успех. Ќе не прегази времето. Апсолутно се сложувам дека ќе бидеме прегазени. Мислам дека континуитетот, како беше излезе уште пред многу години, заедно со Европа некоја програма која што беше Lifelong Learning и мислам дека од тогаш го имам прифатено тоа како ситуација на мото, не како програма, него како мото дека мораме во континуитет да се надоградуваме.
Дури и јас, еве, некој ќе рече предаваш и знаеш многу, меѓутоа ништо од тоа не е многу, секогаш има нешто ново што да се научи. Кога се спомнав себе си, ајде вака, вели, природата на мојата работа до сега ме довела да имам средби со вашиот оддел за човечки ресурси. Сме состанчале и они функционираат сите. Можам да дадам одлични пофалби за сите оние кои што сум ги запознал. И тоа не е тајна, тоа сум го кажал веќе и пред вас. Ме интересира надвор од одделот за човечки ресурси, колку сметате дека раководителите на другите оддели, бидејќи ги спомнавме раководителите, лидерите, менаџерите имаат влијание да создадат средина на учење. Колку ја иницираат таа средина на учење. Сега не зборувам веќе за она дека ќе ги пратиме на обука, него како во компанијата едни со други се мотивираме да научиме или едни на други си го споделуваме знаењето, затоа што друга страна не сметам дека само на обука се учи. На крај на ден мислам дека она споделување на искуства различни, иако и едното и другото може да биде различна ситуација, позитивно искуство, знае многу повеќе да не научи. Колку е култура во Кроација да се прави тоа, да некако условно кажано ги менторираат, да споделуваат искуства, си помагаат во работењето? Тоа е култура која што се потикнува, значи менторството, менторшипот апсолутно се поддржува и можам да кажам дека сите млади луѓе при своето вработување или го спомнавте да навистина имаме одличен HR оддел за човекови ресурси кој што баш ми е драго што се издигна и порасна изминативе години, па стигнавме во академија интерна во рамките на Кроација осигурување. Меѓутоа, не е нели секогаш да ги оставиме работите само на HR одделот, они таму да се занимаваат со тренинзи, туку тоа треба едноставно да биде во кодот на секој раководител и директор. И верувам дека моите, и тоа го гледам секој ден, дека моите директори, нели, директорите кои што се во Кроација осигурување, и така како се даваат пример и визија на ново вработените, на младите вработени, кои што им го трасираат патот за еден ден и ние да бидеме наследени. И една од клучните работи кои што мислам дека е добро и кои што ги постигнавме тоа што нема средина во која што нели некој ќе се плаши дека леле ако некој млад, амбициозен, квалитетен, самоиницијативен е веќе опасност ако го гледаш дека созреве и ти станува потенцијална опасност дека може да те замени. Напротив, тоа е гордост и тие луѓе можам да кажам дека и те како во организационата шема наоѓаат простор и напредуваат и мене ми е многу драго што изминативе неколку години најдовме имаме пар така наречени млади таленти кои што и веќе има напредува и добиваат позиции, а и со самиот систем кој што ги имплементирав минатата година, Мерсер, се мерат сите вработени, значи редовно се прават анкети помеѓу вработените за нивните непосредни раководители и за мене, односно и за врвниот менаџмент. И сите сме предмет на оценување и тоа е најдобрата можна водилка во кој правец треба и ние да идеме, бидејќи апсолутно не сме најпаметни, да имаме искуство, меѓутоа да не забораваме дека искуството некогаш и пречка за развој или во иднината. И затоа со помош на тие анкети во кои што нели апсолутно секој кажува ми треба ваков тренинг, ваква обука, раководителот можеби не е доволно транспарентен или ми фали можеби тимбилдинг или подобар work-life баланс. Има некои луѓе кои што повеќе притискаат, не знаат да се олабаваат, мислат дека ако контролираат све дека тоа е најдобриот модус, меѓутоа тој води до опасност да се создаде систем кај што луѓето ќе се плашат да преземат иницијатива со цел да превенираат определена грешка. Така да ние сме во континуитет, значи, како што кажав, не само врвниот менеджмент, туку и сите раководители, предмети на оценување страна вработените, тоа гледа и матицата во Загреб и можам да кажам дека и минатата година правевме една анкета со помош на една словенечка компанија и навистина оние две работи кои што се детектира импресивни беа резултатите, баш ми падне искрено многу драго. Меѓутоа оние две работи кои што беа нотирани дека навистина се чувствуваат како недостиг, едната сигурно ја знаете, сегаш нели сакаат вработените повисоки плати, тоа е легитимно и квалитетно, меѓутоа треба поголема продуктивност и тука сме апсолутно лидер во осигурителната индустрија, а втората работа беше, например, се детектираше дека
можеби фалат повеќе тимски дружби, активности надвор од работното место за кои што можеби не сме биле свесни и навистина кога се направи и организиравме на вистина голем тим билдинг во странство, тоа се рефлектираше, се осеќаше во очите на вработените, значи самата атмосфера се дигна неколку скалила погоре. Така да еве да резимирам, многу ни е важно фидбекот кој што го добиваме од вработените, отворена средина сме, апсолутно никој не се плаши, секој може да го изнесе своето мислење, дури и кога не е конструктивно. Завршиле оние времиња нели кога вработените се плашат, апсолутно се сите рамноправни. Фидбекот од луѓето со кои што работиме е исклучително важен. Било да се работи во сегментот на едукација, на компетенции или во некои други сегменти. Одлично. Движиме на крајов, ќе се обидам да поставам едно прашање кое што сакам да излезе на крај како одговор од ваша страна, што е она што е вашиот step forward. Што е она што е вашиот чекор напред и како Александар Манев, како генерален директор на компанијата, и како човек кој што ја гледа визијата внатре во компанијата, каде мислите дека и вработените ќе ги однесете и со што ќе ги однесете чекор понапред во она кое што се сега. Сите ние гледаме на прогрес, нели, како генерален, сигурно гледате и на прогрес, сте гледале наназад на прогрес на секоја година, гледате прогрес и во 26-та година. Нема да биде лесна, не била ниту една претходна лесна. Не сме научени ние на лесна. Така, не биле лесни претходните години, ама секоја наредна треба да ни биде потешка, што е право. Што е вашиот чекор понапред? Ето така. Многу е лесно, нели, кога изминат годините, кога ја направите една ретроспектива, например, ние сме компанија која што порасна 5 пати за овие 5 години. 5 пати за 5 години? Да. Одлично. Значи, јако прогресираше и едноставно, кога се навратиме назад, убаво кажавте, никогаш не било лесно, нити па сакаме да биде лесно. Апсолутно. Тоа е зона комфор. Она што мене ми е исклучително важно и кое што мислам дека го разбираат и вработените и во било која друга средина и ситуација, она што е клучно е важно да првиот човек лидерот треба да зрачи со доверба и со интегритет, да важи за човекот збор. Тоа е едниот аспект, а другиот аспект е секогаш нели за да се биде добар лидер, ме прашавте кој е мојот step forward или што ја мислам дека ми е добро што секогаш имам визија што сам со себе. Тоа е многу важно да знае човек што сам со себе, каде се гледа и тоа не е само нели она празно зборење, него точно треба да знае што сака, како сака и нормално ниедна добра идеја нема да биде добра, односно ќе биде само на хартија ако нема екзекуција. Јас точно знам што сакам да бидам, нели и во делот на моето образование, кои се следните чекори кои што треба да ги превзам, тоа тлее у мене, можеби никогаш нема да ги спочитувам внатрешно поставените рокови, нели, меѓутоа точно знам што сакам да бидам, каде сакам да бидам, нели, и мислам дека тоа го пренесувам и едноставно тоа некогаш и правам така наречена некаква игра за луѓето, нели, тоа да го сватат на еден полесен начин, бидејќи ви текна онака на факултет кога учевме книги, леле, колку ни беше тешко, напорно, од друга страна, денеска со ова нива на свест, тоа у суштина биле вештини кои сме ги стекнували, са све е работа на мајндсето, како ги гледаме едноставно работи. Дали е тоа нешто што мораме да го научиме, онака да го набуваме, за да го положиме испитот, или тоа е нешто што ќе ни отвори некои други аспекти, нека нова вештина или ќе си го направиме интересно. Така да мислам дека клучно е и тоа е добро, нели, за мене, тоа што јас точно знам кај сакам и што сакам да бидам, никогаш не сум во зона на комфор, а и една од главните одлики која што би сакал, нели, тука уште еднаш да истакнам е тоа што мислам дека за еден човек да биде успешен, покрај све друго што кажав, мора да биде исклучително многу дисциплиниран. Да. Често пати кога нели патуваме во странство, знаеме каква е ситуацијата во нашата земја, се шетате си поставате прашање зошто оваа земја е повеќе развиена, која е разликата, луѓето се секаде исти, дури напротив ние имаме и поубави, поинтелигентни луѓе,
Да, нели, доле на југ сме можеби малку повеќе сме и мртви, меѓутоа мислам дека она е клучна дистинкција во која што ние можеби сме помалку успешни од другите земји, нели? Па ја работам во група тоа што ние сме помалку дисциплиниран народ. Така. Ќе се сложам, Александар. Како последно, а не е прашање, ќе прашам само дали имате уште нешто да ни додадете, како ваш заклучок, да го затвориме овој разговор и ваша клучна порака за аудиториумот кој што ќе гледа. И тука би спомнал исто така дека се навратам на она што го кажавте, многу искуство во странство, низ целиот разговор, многу искуство во странство, многу едукација во странство. Колку сметате дека М6 ги постигнува стандардите кои што некогаш странските компании, едукативни центри ги поставуваат дека треба да биде високо нивото на едукација? Колку се доближува нашиот македонскиот пазар на едукација, на неформално образование, кон оној светскиот, бидејќи имате искуство од светскиот? Па видете, апсолутно нема никаква разлика. Таму само лепезата е едноставно нормално поголеми земји, повеќе конкуренција нели на институции или школи или тренинзи. Иначе апсолутно М6 се покажи, докажи изминатите некои, мислам, од каков калибар и говорници, и тренери, и мотивацијски лидери, така да апсолутно стојам нели позади ова што го зборам. А од друга страна, која е мојата порака? Мојата порака е дека нема поубаво и подрагоцено искуство да се работи со млади луѓе кои што сакаат да научат, млади луѓе кои што имаат убава енергија, млади луѓе кои што сакаат да се развијат, кои што препознаат нешто во лидершипот на организацијата, млади луѓе кои што се дисциплинирани, кои што едноставно имаат визија кај сакаат понатаму да бидат во животот. Бидејќи знаете што често е нели тренд, нели сите не знам и селување, и тоа е нормално, тоа секаде постои, не само во нашата земја, меѓутоа мислам дека имаме одлична земја со одлични услови за работа, нели, кој што нуди фини и квалитетни услови за живот. Нормално имаме проблеми, меѓутоа проблемите сегде ги има. Меѓутоа денеска во ера на интернет, во ера на вештачка интелигенција која се ни е достапно, нели ние сме мацот повозрасна генерација каде што не сме ги имале истите услови како денес младите луѓе. Јас мислам дека треба да останат во оваа земја која што има многу нели сонца, кој што има убави услови за живот, кој што е на добра позиционирана во Европа, треба маце само повеќе да дадат се од сега. Значи маце само повеќе да бидат, да дадат се од себе, бидејќи ако сакаат да научат, имат и вештачка интелигенција, чат GPT, интернет, значи имате безброј книги, од секоја прочитана книга вие станувате побогат, така да шанси од друга страна ние компаниите сме дојдени во ситуација да се граваме за квалитетни луѓе и мислам дека сите компании се свесни дека без вложување инвестиција во вработењето едноставно не постои прогрес. Така да тоа е она што мислам дека е клучно, дека сите треба да инвестираме пред самите себе, меѓутоа и компаниите треба да инвестираат во своите вработени. Александар, ви благодарам уште еднаш на вашето гостување на нашиот подкаст Step Forward. Ние ќе одиме и понатаму чекор понапред, а од сите заклучоци од денешниот разговор ќе заклучам дека треба да континуирано да се едуцираме, дека треба да следиме правилни програми и дека треба да си го следиме патот на она кое што е наш сон и во кариерата, и во работењето и секако да ги остваруваме работите.